Централен дневник во 20 часот на К1 телевизија. Добро вечер. Во него донесуваме најнови информации од регионот Македонија и светот. Останете со нас, започнуваме веднаш по најавата за настаните кои го одбележаа денешниот ден. Православните христијани го слават вториот ден од Христовото воскресение. По 6 години користење, пензионерскиот дом во Велес добива нов лик. Основните познавања за реагирање при пожар можат да спречат трагедија. Во духовна и молитвена насоченост, почнувајќи од Велики четврток пред изгресонце до утре, верниците го празнуваат Христовото воскресение, а во православните цркви се одржуваат воскресенски литургии. Христовите пораки и примери за мир, разбирање, љубов и почит треба да ги следиме и по празнувањето, порача митрополитот Повардарски господин Агат Ангел во своето великденско обраќање до верниците. Втор ден Великден за сите православни христијани. Страдалната седмица заврши со денот на Воскресението, а денеска се востановува тајната на 8-миот ден, односно идниот ден кој треба да дојде за никогаш да не заврши. Во духовна и молитвена насоченост, почнувајќи од Велики четврток пред изгресонце до утре, верниците го празнуваат Христовото воскресение. По тој повод, митрополитот Повардарски господин Агат Ангел во своето великденско обраќање посочи дека Христовите пораки треба да ги имаме предвид и по празнувањето на Воскресението. Љубете ја својата земна татковина Република Македонија и нашата заедничка мајка, Светата Македонска православна црква, порача тој. Не смееме да дозволиме да бидеме запаметени како генерација која забадиела ги распродала своите вековни духовни достигнувања и национални придобивки во името на некакви повисоки и абстрактни цели, промовирани од лажни авторитети. Темелувајќи се во божествената љубов и вистина, трпеливо градете ја семејната заедница, радувајте се на своите телесни рожби, кои се нашето најголемо и безценето богатство. Почетокот на многовековната традиција на величење на Христовото воскресение е во светиот град Ерусалим. На церемонијата, која се одржа во црквата на Светиот гроб во христијанскиот кварт на стариот град на Ерусалим, присуствуваа илјадници верници главно од Источна Европа, но и голем број на христијански арапи. Милиони православни христијани ширум светот, во повеќе од 36.000 цркви, го дочекаа најрадосниот христијански празник во соботата на полноќ, а вчера, денеска и утре се одржуваат воскресенски литургии. Великденските празници минат во мирна атмосфера за медицинските и полициските служби. Дежурната брза помош не примила ниту едно лице кое се пожалило на труење од храна, претерано конзумирање на мрсна храна и алкохол. Полицијата, освен 2 сообраќајни незгоди во кои е причината само материјална штета, не регистрирала поголеми нарушувања на јавниот реди и мир. Мирен празничен викенд во службите за итна помош. За разлика од минатите години, кога се регистрирани граѓани со труење од храна, овој продолжен викенд ниту еден не се пожалил на мачнини поради прејадување или предозирање со алкохол. Ова е вообичаено после великденските пости, кога се претерува со конзумирање мрсна храна. Пациентите кои побарале медицинска помош претежно биле лица заразени од сезонскиот грип. Во нашата амбуланта не се јавија, нити пак на терен имаше пациенти што се жалеа на преголем внес на храна. Повеќе да пациенти со покачен крвен притисок, со главоболка, се жалеа на висока температура, покачена температура, на симптоми од респираторни патишта и најверојатно тие се симптоми поради временските разлики, значи нагло покачување на температурата на воздухот. Великденските празници поминаа во мирна атмосфера и за полициските служби. Оттаму соопштија дека во општините од Вардарскиот регион немало поголеми нарушувања на јавниот ред и мир. Регистрирани се само 2 сообраќајни незгоди на територијата на општина Кавадарци, при што е утврдена помала материјална штета. Службите апелираат за постојана внимателност во сообраќајот и понатамошна умереност и предпазливост во конзумирањето на мрсна храна и алкохол.
Температурните разлики ги наполнија ходниците во итната медицинска помош. Ваквите временски промени најчесто ги погодуваат хронично болните. Лекарите советуваат кога доаѓаат вакви ладни и топли бранови, хронично болните да се придржуваат до терапијата, да не излегуваат надвор и да јадат свежо овошје и зеленчук. Големите временски промени, наглото затоплување на времето, како и температурните разлики до 15 степени, непожелно влијаат врз здравието на граѓаните, особено кај оние со кардиоваскуларни и срцеви проблеми. Најчесто на удар се тие со над 60 годишна возраст, иако има и помлади пациенти на возраст од 20 до 40 години. Влијае на циркулацијата, затоа се повеќе се изразува кај оние што се со кардиоваскуларни промени, со срцеви проблеми, со проблеми во циркулацијата на вените, на екстремитетите, влијае и на оние што се со белодробни болести, на целокупниот организам што си имаат проблеми луѓето. Лекарите советуваат кога доаѓаат вакви ладни и топли бранови, хронично болните да се придржуваат до терапијата и да не излегуваат надвор, да јадат свежо овошје и зеленчук. Доколку мора да излезат, треба постепено да се адаптираат на надворешните услови. Наутро мораме, ако тргаме рано, ноќно време, ако работиме или рано излегуваме на работа, треба потопло да бидеме облечени. Сега на тие екстремно покачени температури преку ден треба да го избегнуваме одењето на жешко. Зголемен е бројот на болни примени со симптоми на мозочен удар и срцев инфаркт. Доктор Црнушева вели дека со наглото затоплување на времето, деновиве примени се случајни минувачи кои побарале помош од нивните служби. Овие денови, вчера некна имаме доста случајни минувачи што доаѓаат во амбулантата на брза помош, што минувале се шетале под жешкото или добиват главоболки, или добиват градна болка, или светки пред очите, или ги гуши. Значи, вчера имавме доста такви случаи. И на млади, и на постари. А посебно тие што се со кардиоваскуларни промени. По најавите за нов температурен шок од среда со затоплување на времето, доколку состојбата е алармантна, хронично болните да се јават на телефонот 194, а лекарски совет можат да добијат и на линијата Ало докторе. Пензионерскиот дом во Велес по 60 години користење доби нов лик. Целосно е реновирана салата за секојдневно дружење на старите лица. Офарбани се прозорците и вратите, а старата канализациона мрежа е заменета со нова. Во присуство на градоначалникот Чадиев, свештено лице, музика, песна и преполна сала. Повторно беше пуштена во употреба реновираната сала на пензионерскиот дом. Пензионерскиот дом во Велес доби освежување со реновирањето кое беше извршено во текот на изминатиот месец. Зградата која 60 години им служи на пензионерите, конечно ќе им нуди подобри услови на старите лица за потполнување на слободното време како и за живење. Целосно е реновирана салата каде пензионерите секојдневно се дружат. Офарбани се прозорците и вратите, а посебно внимание е посветено на хигиената во објектот. Реновирање генерално, комплетно, значи од подрум почнувајќи па до трети кат горе. На изглед се потрошија доста пари, ама се направија големи работи пред се за здравјето на пензионерите. Освен реновирањето во внатрешниот дел, започната е и замена на старата водоводна и канализациона мрежа, чија дотрајаност на цевките често предизвикувала проблем на станарите. Програмата е вметнато 900.000 да потрошиме, 2 стана има направено, значи нема под што не е обновен и нема прозор што не е бојалисан. Обврска на раководството на Сдруженијето на пензионерите е да инвестира и да им обезбеди добри услови за живот на своите членови, посебно на старите лица кои живеат овде. Градежните работи продолжуваат и понатаму. Нови плочки ќе добија и дворот во домот, а додека течат градежните работи, тој ќе биде во функција и пензионерите ќе можат да се дружат. Извршувањето на градежните работи и паричните средства се потпомогнати од локалната самоуправа на Велес. По изградбата на подпорен зид на кружниот тек кај костурницата, локалната самоуправа ќе започне со реализација на проектот за осветлување на клучката. За ова, но и за другите проекти кои се во фаза на реализација, колешката Дијана Иванова разговараше со градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Кон крајот на овој дневник имате можност да го проследите целиот разговор.
Ние дадено одобрување постапката за осветлување на кружниот тек. Моментов каде што центарот на кружниот тек не е предвиден да биде осветлен со лед осветлување, додека пристапните сегменти, односно улицата, односно патот што води према Каменот, према селбата Каменот и Костурница ќе биде и према Речани ќе биде осветлен со штедливи жолти овие натриумови светилки. Јас само можам да изразам задоволство дека тој проект веќе си ги враќа парите. Територијалната противпожарна единица од Велес одржува обуки за употреба на противпожарни апарати. Придобивките од овие обуки се зголемена безбедност на граѓаните, намалена опасност од пожари и помала материјална штета. Проектот има за цел да обезбеди основни познавања за реагирање при пожар. Територијалната противпожарна единица од Велес одржува обуки за употреба на противпожарни апарати. Целта е да се обезбедат основни познавања за реагирање при пожар. Согласно одлука на Советот на општина Велес, територијалната противпожарна единица треба да дава услуги на правни и физички лица. За обуките можат да се пријават сите кои при својата работа користат плин, скара, како и електрични апарати кои лесно можат да предизвикаат пожар. Веќе во две организации имаме направено обука на вработени, каде што максимално посветивме внимание и од едната и од другата страна имаше општо задоволство. Значи продолжуваме и понатака со мојот предлог решив да ги посетам сите објекти, доколку има заинтересираност од собствениците на објектите, ние продолжуваме и понатака, стоиме на располагање на граѓаните на град Велес и едноставно сакаме да помогнеме и да ги смалиме опасностите. Придобивките од обуките се зголемена безбедност на граѓаните, намалена опасност од пожари и помала материјална штета. Од територијалната противпожарна единица велат дека сервисирањето на противпожарните апарати не е на задоволително ниво. Од територијалната противпожарна единица упатуваат апел противпожарните апарати да се сервисираат еднаш годишно. Со 10 нови канделабри за улично осветлување и стари живини сијалици ќе се осветлува дворниот простор на Велешката касарна Алексо Демниевски Бауман. Велешката касарна побара од локалната самоуправа да им биде отстапено осветлувањето, за кое се обврзува да го чува од вандалски напади. Оваа предлог одлука ќе се најде пред советниците на идната 35-та седница. Велешката касарна Алексо Демниевски Бауман има потреба од поголемо осветлување на дворниот простор. Овој проблем може да се реши со 10 нови канделабри за улично осветлување и стари живини сијалици, стои во барањето на командантот на касарната до локалната самоуправа. За ова претходно е побарано и мислење од секторот за урбанизам. Општина Велес, по реконструкцијата на уличното осветлување на живините светилки со нови штедливи, располага со стари, кои се уредно зачувани и дел од нив можат да се дадат на касарната Алексо Демниевски Бауман, стои во мислењето на надлежните. Од таму велат дека може да се остапат и десетина улични канделабри за значително подобрување на осветлувањето на касарната, која пак се обврзува да ги чува од вандалски напади. Предлог одлуката за остапување на осветлување на касарната ќе разгледуваат советниците на 35-та седница, закажана за во четврток. Изведбата на современата балетска представа 14 часа со силен аплауз беше поздравена синоќа во преполната сала на театарот Ла Палас во Париз, Република Франција. Експертите советуваат внимателно при купувањето храна, изберете традиционални производи, 3 продолжени викенди во месец мај. Вести од Македонија. Открите ги повторно традиционалните производи. Посомневајте се во оние со предолга листа на состојки и неразбирливи имиња. Избегнувајте производи кои содржат адитиви, вештачки бои и конзерванси. Одберете ги оние со соодветни информации за начинот на одгледување и производните техники. Внимателно читајте ги декларациите на етикетите. Вашиот избор нека бидат пакувања чии материи се биоразградливи, лесни за рециклирање, со што се намалува количината на отпад. Ова се само некои од препораките во водичот кога купуваш Мисли со главата, што го изготви Slow Food во рамките на проектот Еседра. Водичот почнува со совети за јадење помалку месо, а во него може да се прочита повеќе и за правилното одбирање риба, за препознавањето јајца од А класа, што зборуваат етикетите на производите и колку е битна амбалажата.
Посебен дел е одвоен за така нареченото тркало на сезоните, кое сугерира консумирање производи во периодот на нивното природно зреење. Графели домати кои се одгледуваат на отворени површини за време на нивната сезона имаат одличен квалитет и вкус и секако се подобри од одгледаните во оранжерии, што се собираат недозреани и патуваат илјадници километри, подсетува водичот. Воедно укажува, кога купуваме храна, да бидеме љубопитни и внимателни, да научиме да го комбинираме задоволството со одговорноста. Повеќе овошје и зеленчук, повеќе интегрални производи, помалку месо и шеќер и разновидна храна се предлозите за здрава и збалансирана исхрана. Како особено успешни соопшти Министерството за култура беа оценети уметничките креации на прима балерината Александра Мијалкова, како и солистите кои се дел од оваа наизведувана македонска продукција, која во изминатиот период беше прикажана во неколку европски центри, меѓу кои Рим, Виена и во Сараево. Пред почетокот на изведбата на представата беше отворено и јубилејното 5-то поред издание на Фестивалот на кинематографии на Југоисточна Европа, кој од 12 до 16 април се одржува во француската метропола. На церемонијата на свеченото отворање, министерката Канческа Милевска истакна дека Фестивалот на кинематографии на Југоисточна Европа е успешен модел на соработка со која земјите од овој регион ќе ги манифестираат своите заеднички заложби за отворена соработка и размена на културните вредности кои ги поседуваме како држави и кои се дел од европскиот културен мозаик. На програмата на ова јубилејно издание ќе бидат прикажани и неколку македонски филмови на режисерите Игор Иванов, Сашко Потермицевски, Тамара Котевска, Вук Митевски, Ѓорче Ставревски, Кирил Каракаш и Марко Црногорски. На церемонијата на свеченото отворање беа доделени и неколку почесни награди, меѓу кои наградата за најдобар актер во Југоисточна Европа му беше врачена на светскиот реномиран актер Раде Шербеџија. Во месец мај ќе имаме 3 продолжени викенди. 1 мај се паѓа во петок, со што првиот викенд во месец мај ќе биде продолжен. Денот на сесловенските просветители светите браќа Кирил и Методи, 24 мај, се паѓа во недела, но неработен за сите граѓани ќе биде понеделник, 25 мај. Во истата недела, на 29 мај е Духов ден, кој се паѓа во петок. И последниот викенд во месец мај ќе биде продолжен за граѓаните. Прво читање на Куранот во Аја Софија по 80 години. Авион на компанијата German Wings евакуиран по закана со бомба. Големи пожари во Сибир, 14 лица го загубија животот, вести од светот. Авионот на германската нискотарифна воздухопловна компанија German Wings во меѓународниот аеродром Келн-Бон е евакуиран во неделата непосредно пред полетувањето кон Милано, откако полицијата примила закана за подметната бомба, потврди во неделата навечер компанијата. Авионот од типот Airbus 320A го напуштил местото за очекување на редот за полетување и тргнал кон пистата кога германската федерална полиција им наредила на пилотите да ја прекинат постапката за полетување. Сите 126 патници и 6 членови на екипажот на летот за Милано безбедно биле евакуирани од авионот во делот на аеродромската зграда наменета за такви ситуации. Полициските сили со специјално дресирани кучиња за откривање експлозиви го пребарале авионот, патниците и нивниот личен багаж како и товарот во авионот. Авионот беше подготвен за полетување, но контролорите веднаш контактираа со капетанот и тој ги прекина подготовките за полетување, насочувајќи го авионот на позицијата предвидена за такви ситуации, изјавија од German Wings. Во историската Истанбулска светија Аја Софија, која со векови беше и црква и џамија, пред да биде претворена во музеј, беше одржано првото читање на Куранот по 80 години, јавија во неделата турските медиуми. Главната христијанска светија во турската метропола, соборниот храм Света Софија, своевремено најголемиот храм во христијанскиот свет, е изградена во 537 година, а работите на неа се започнати во 532 година.
Во период од 1204 до 1261 година била претворена во католичка црква во текот на крстоносните војни, а потоа повторно седиште на Цариградската патриаршија. За поосманлиското освојување на Мухамед II на Цариград во 1453 година е претворена во џамија, па потоа во музеј во 1935 година во времето на основачот на современата секуларна Турција Мустафа Кемал Ататурк. Во древниот величествен објект е отворена изложба на калиграфски дела посветени на пророкот Мухамед и таа ќе биде отворена до 8 мај. Стиховите од Куранот во саботата ги читал Али Тел по повод отворањето на изложбата посветена на пророкот Мухамед. Покрај него присутни биле и неколку високи функционери на турската влада. Турските медиуми истакнуваат дека последните години со јакнењето на владеачката партија на правдата и развојот, која што има исламско-конзервативни основи, а на власт дојде во 2002 година, се погласни се повиците Света Софија повторно да биде претворена во џамија, што би подразбирало и прекривање на фрагментите од древните фрески. Четиринаесет лица го загубија животот во големи пожари кои избувнале во Руската република Хасакија во Јужен Сибир. Преку 100 лица се хоспитализирани, од кои 11 се во тешка состојба. На 2000 луѓе останаа без своите домови. Од Рускиот инспекторат за пожарен надзор соопштиле дека сите пожари се изгаснати, со што ситуацијата е под контрола. Изгореле 1205 домови во 38 села. Пожарот избувнал поради палење на сувата трева, а ветерот со брзина од 30 метри во секунда додатно ги расплинил огнените пламени. Пожарите предизвикани од палење на сува трева се чести во овој дел на Русија во пролетниот период. Велешанецот Трајче Михов на светското првенство во 24-часовно трчање, кој се одржа изминатиот викенд во Торино, Италија, истрча 226 километри. Со ова тој постигна нов државен рекорд, истрчувајќи 4 километри повеќе од сопствениот рекорд. Во Италија на ова првенство настапија 300 надпреварувачи од 40 земји, а Михов постави норма за следното првенство, со што доби континуитет на големите надпреварувања. Следуваат спортските вести од Македонија, што ги подготви колегата Ангел Самараков. Циркусот на македонската кошаркарска сцена продолжува и понатаму, по неодиграните саботни мечеви кога домаќините Работнички Куманово на домашен терен ги затворија салите и одлучија да не ги одиграат надпреварите со екипите на Карпош, Сокули и Кожув. Ваквата ситуација се замрсува поради ненавремената трансформација на Карпош Сокули во акционерско друштво, па екипата на Куманово достави соопштение во кое бара да се одложи второто коло во Суперлигата, со што не би дошло до кршење на законот за спорт. Сепак во неделниот дуел шампионот МЗТ Скопје славеше над екипата на Фин Индустри со убедливи 77 наспроти 65 на домашен терен во спортскиот центар Јане Сандански, со што се даде до знаење дека ова е спорт во кој битките се водат на терен. Со оваа победа металците му се реваншираа на незгодниот ривол од Кавадарци за двата порази од стартот на сезонава. Најпрво, оној во првото коло во Скопје, надополнет со неуспехот во Кавадарци. По некомплетното второ коло, табелата го има следниот изглед. МЗТ Скопје е прв со 32 бода, Карпош Соколи и Фин Индустри имаат по 29, а Работнички 28, Кожув и Куманово со 26. Со одигрувањето на реванш дуелот меѓу Будуќност и Виборг, во кој првакот на Црнагора славеше со 29 наспроти 19, познати се сите 4 учесници на завршниот турнир што ќе се одржи во Будимпешта. Мечот во Подгорица беше само формалност и се чекаше крајот за да се официјализира настапот на Будуќност на Final Four. Првакот на Црнагора го совлада Виборг и по втори пат се радуваше на победата во соочувањето на поранешните европски шампиони. Останатите три екипи кои ќе се борат за титулата беа познати во саботата. Меѓу четирите најдобри состави на стариот континент е и македонскиот prvак Вардар, кој успеа да го елиминира бранителот на трофеот Ѓер. Покрај Вардар и Будуќност, место на Final Four турнирот, што ќе се одржи во Будимпешта на 9 и 10 следниот месец, ќе настапат уште Динамо Волгоград и Лаврик. Хрватската интернационалка Андреа Пензиќ апсолутно заслужено пореми мечот со Ѓер, се најде меѓу трите најголеми ѕвезди на колото во Лигата на шампионите.
покрај Олга Акопјан од Динамо и Сана Солберг од Лаврик, додека Амандин Лено ја имаше петата најдобра интервенција ова коло во Лигата на шампионките. Женскиот ракометен клуб Вардар утре ќе го дознаат името на противникот во полуфиналето од Final Four турнирот во Будимпешта, на ждрепката што ќе се изврши во главниот град на Унгарија со почеток во 11 часот и 30 минути, а црвено-црните за противник го посакуваат рускиот Динамо Синара. Македонскиот ракометар Дарко Димитриевски со 100% учинок за својот клуб. Актуелниот светски шампион во мотоциклизам Марк Маркес дојде до првата победа во MotoGP сезоната на патеката во САД. Екипата на Перо Антик во НБА лигата на гости во Вашингтон. Вести од меѓународен спорт. Младиот македонски ракометар Дарко Димитриевски го одигра недобриот меч во шпанската Асобал лига, откако забележа 100% реализација во новиот триумф на Адемар Леон. Неговиот клуб на домашен терен со 31 наспроти 26 славеше над Морацо Кангас, а Димитриевски на вчерашниот меч од вкупно 4 удара кон противничкиот гол постигна 4 гола. Сите шутеви на Димитриевски беа од зоната од 9 метри, притоа додаде 6 асистенции до своите соиграчи, а над него беа направени 3 прекршоци за удар од 7 метри. За Адемар ова е втора победа поред во Асобал лигата. Тимот се наоѓа на 7-то место на табелата со 25 освоени бода, 3 помалку од 5-то место кое води во ЕХФ купот. Актуелниот MotoGP шампион Марк Маркес стигна до својата прва победа во новата сезона, откако беше трет пат поред најбрз на патеката за големата награда на Соединетите Американски држави, која се одржува во Остин, Тексас. Променливите временски услови и дадоа печат на трката за големата награда на САД, во која шпанецот стартуваше од пол позицијата, но возачите имаа различни стратегии во подготовката на мотоциклите, бидејќи организаторите го пролонгираа стартот за да се вози на сува патека по утринскиот дожд. Маркес со оваа победа прати јасна порака до своите ривали дека е во добра форма по лошата трка во Катар, со целосна доминација која едно време значеше предност од повеќе од 5 секунди. Маркес дојде во водството во петиот круг, пошто немаше сериозен предизвикувач и продолжи со 100% успешност, победувајќи 3 пати во 3 трки. Второто место го освои Андреа Довициозо на Дукати со заостанување од речиси 2,5 секунди, додека трет заврши победникот од првата трка во Катар Валентино Роси со 3 секунди побавно време од Маркес. По 2 трки од новата сезона во MotoGP води Валентино Роси со 41 бод, Довициозо има 1 помалку, додека трете Маркес со 36. Кај конструкторите на чело е Ямаха пред Дукати и Хонда со ист биланс. Следната трка се вози за големата награда на Аргентина, по пауза од само 7 дена. Најдобриот тим во источната конференција Атланта Хокс го претрпе својот 20 сезонски пораз во НБА лигата, имајќи во предвид дека јастребите играа без комплетната стартна петорка на гостувањето кај Вашингтон. Тимот на Вашингтон победи со 108 наспроти 99, а на полувреме имаше преубедливо водство, но Атланта успеа во вториот дел да се врати и да загуби со едноцифрена разлика. Македонскиот кошаркар Перо Антич одигра 18 минути на теренот и за тоа време тој успеа да постигне 8 поени, 7 скока и 1 загубена топка. Тренерот на Атланта, Мајк Баденхолцер, ја чуваше првата петорка за понатамошните надпревари од плейофот, а Мајк Скот со 19 поени беше прв стрелец, додека за Вашингтон првата звезда Џон Вел постигна 24 поени. Следува разговорот кој колешката Дијана Иванова го водеше со градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Добро вечер, ме велам на градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, кој што за прв пат е гостин во ова студио на регионалната К1 телевизија. Еве, денес на празничен ден, некако ви се падна вашето прво гостување. Добро не дојдовте. Добро ве најдов. Маркарт привршува со изградбата на фабриката и Јапоне веќе најавува. Се враќа ли стариот индустријски сјај на Велес? Па добро, долго време требаше за да се створат услови за да почне да се враќа стариот сјај на Велес, да повторно Велес биде, да кажем, индустријски град, да биде Велес она што беше во минатото, значи град со работени луѓе, град со насмеани граѓани. Наша примерна цел беше токму тоа. Јас мислам дека ги почнавме првите почетоци со она што го ветивме дека ќе има прв пат инвеститор во Велес, еве имаме сега прилика да се јават и други заинтересирани инвеститори.
така да интензивно се работи на индустријската зона у Каласлари. Сепак тоа е голем потвор што го финансира лично општина Велес, кој ќе кошта повеќе од 1.500.000 евра. Во меѓувреме веќе се најавува негде околу 26-27 еден вид пробно отпочнување на одредени активности натре во фабриката Маркар, значи дај да не кажеме пробно производство, тоа го најавува менаџментот, нели во зависност од сите постапки за работење. Самите гледате дека веќе таму е изникната фабриката, во меѓувреме се најавени и отпочнување на уште две други градби во тој сегмент, во таа индустријска зона, меѓутоа како одминува времето ќе мора и сите останати собственици на плацовите што ги купија да извадат документи согласно огласот за отпочнување на градба. Следната инвестиција е Јапоне, која што бара сега и проширување на површината за градба, така да полека но сигурно Велес оди во оној правец кој што ни беше зацртан пред 2 години. Може би времето брзо мине, меѓутоа е и кратко време за да кажеме колкави субјекти ќе бидат лоцирани на овие индустријски зони 2 што ги распродадовме, меѓутоа факт е дека со законските обврски, со нивното појавување на интерес за градба, очекуваме не само Јапоне, него очекуваме и други две фирми во индустријската зона Речени 2 да отпочнат во рок од 9 месеци со градба. Кога станува збор за индустријските зони, она што радува покрај изградбата на големи капацитети во кои што ќе се вработуваат повеќе од 200-300 работници, се градат и мали капацитети во индустријската зона Речени 1, Речени 2, УЗУС 1, УЗУС 2, кои што всушност се семејни компании. А знаеме дека најсигурната економија доаѓа кога имаме сигурни, стабилни, мали предпријатија. Па добро, токму ние затоа правевме микс, односно имавме и големи парцели за големи компании што би дошле тука од 2 хектара нагоре и за помали производители, односно помали фирми кои што појавија интерес да направат своји одредени погони за да кажеме и помали бизниси, семејни бизниси и така натаму. Токму интересот тоа што поголем за помалите затоа што секако и инвестицијата е помала во тој сегмент, меѓутоа јас само да нагласам дека во Речени 2 најскапо се продадоа помалите плацеви. Тоа значи дека плацевите од 2,5 декара па нагоре тука до 4 до 5 и до 7 декара постигнаа цена од 15 евра просек, значи има 15-14 евра по квадратен метар, што е некоја си приближно реална цена, бидејќи таму земјишето знаеме дека е околу 18 до 20 евра. Со овој начин и ние како општина со поддршка на владата им даваме поттик да инвестираат, односно да своите погони за производство ги прават токму во индустријските зони што ги нуди и плацеви што ги нуди општина Велес. Јас со задоволство можам да кажам остана само еден неуплатен плац и покрај тоа што беше излицитиран, помал плац кој што на следната лицитација ќе го дадеме повторно многу брзо ќе биде тоа, веќе има интереси за него. Ние депозитот го зачувавме, нели, како еден вид обештетување за тоа што не е уплатен плацот, меѓутоа останатите сите се навреме уплатени, платени и данокот за нив. Веќе имаме подготвување на преддокументи за еден плац каде што треба да се вршат размери. Ние веќе го дадовме проектот за патиштата и за водоводната и канализацијата инфраструктура да се изработи каде ќе мине точно во индустријската зона Речени 2. Така да очекуваме многу брзо да почнат и таму, значи во законско предвидениот рок од 9 месеци да се поднесат одобренијата за градба, барањата за одобрение за градба и да се отпочне со реализација на одредени градби во индустријската зона Речени 2. Патната инфраструктура е еден од битните сегменти кога станува збор за економскиот развој. На ова поле општина Велес во изминатата година многу вложуваше покрај тоа што се работеше на рехабилитација или на санација на одредени помали патчиња во самата општина, се работи на регионални патишта. Па добро, вие знаете дека околу Велес има интензивна градежна офанзива, да кажеме, на регионалните и на државните патишта, што се исто така значаен фактор за брза комуникација и непречена комуникација. Истовремено ние овие денови го завршуваме
односно е завршена не постапката за изградба на улици и на патишта. Очекуваме да одма после празникот се пристапи кон, бидејќи нема досега најавени жалби на целата постапка, кон подпишување на договорите со компаниите кои што ја добија тендерската постапка, така да Гранит ќе биде тој што ќе ги асфалтира оваа година, еминентна фирма нели во тој сегмент што ќе ги асфалтира улиците по Велес и околината на Велес. Ние веќе го направивме планот кои улици ќе бидат асфалтирани согласно програмата на Советот и програмата на градоначалникот, и ние чекаме да се малку и стабилизира времето, кое за жал не ни остава простор да барем да ги почнеме работите во силните зони на градот. Меѓутоа, прва наша активност ќе биде пристапниот пат од Башино село, односно од раскрсницата на Башино село, па се негде до бензинската пумпа, каде што ќе биде целосно изведен асфалтот и ќе биде послан нов асфалт. Истовремено, тука еден карак кој што се движи, кој е многу потребен и се движи главната сообраќајница према Башино село, значи и тој ќе го изасфалтираме, ќе го изработиме, за да проминеме потоа на средувањето на Самоборска према болницата во Велес, потоа ќе одиме во населеното место Бузалково, ќе фанеме ден и од индустријските зони во Велес кои што кај што не се трасирани улиците, не ни се веќе не ни се асфалтирани, онамо каде што ни се средени имотно-правните односи, така да во овој период што следи ќе имаме нова градежна офанзива во Велес. Во сегментот на седувањето на улиците, да напоменам дека и од декадата на ромите успеавме повторно со проект да добиеме од владата околу 2 милиона денари за 5 улици кои што ќе бидат средени во населбата, значи Рамина, популарно наречена, што е во градот и нејзината околина. Меѓутоа и општина Велес ќе финансира одредена сума за да го зголемиме тој број на улици, дефинитивно го завршиме сегментот околу таа населба со бетонирани улици. Потоа ќе продолжиме да средуваме плоштади и во населените места, меѓутоа ќе се префрлиме на Игаманска улица која ќе ја поврземе со Костадин Бодин заедно. Делови од Сараевска ќе довршуваме. Едноставно во наредниот период не чекаат интензивни градежни зафати во целиот сегмент на градот. Овој пат велам, значи ќе се сконцентрираме на високите зони и во населените места. Ќе почнеме со реконструкцијата на училиштето Благој Кирков, односно Ордан Чинов, само нека заврши учебната година. Целокупна ќе пристапиме кон спојувањето на училиштето Превалец, што е училишто Превалец, кон училиштето Васил Главинов, она што е ветено на граѓаните. Истовремено почнавме со промена на водоводни цевки на Богдан Приличков улицата. Значи работиме секаде што има услови. Јас кажувам, гледате и самите дека со оглед на временските услови и за сега добро се движиме, бидејќи не ни дозволуваат воопшто да работиме онака како што ни е замислено. Општина Велес е една од ретките општини во Република Македонија која што го има заменето скоро целокупното улично осветлување со оние економски светилки. Секоја година се зголемува зелената површина која што имаме во градот. Колку сте задоволни од она што како обкружување го имаме и во централното градско подрачје, но и во високите райони? Па добро, јас можам да кажам дека ние во сегментот на искористеноста веќе ги чувствуваме бенефитите од промената на уличното осветлување. Јас само да напоменам дека ни е дадено одобрување постапката за осветлување на кружниот тек. Моментов каде што центарот на кружниот тек ни е предвиден да биде осветлен со лед осветлување, додека пристапните сегменти, односно улицата, односно патот што води према Каменот, према населбата Каменот и Костурница ќе биде и према Речани ќе биде осветлен со штедливи жолти овие натриумови светилки. Јас само можам да изразам задоволство дека тој проект веќе си ги враќа парите. Значи, тој е максимално искористен енергетски заштитен проект и он си ги враќа веќе парите и ние размислуваме долгорочно веќе за осветлување на другите делови од градот и другите населби каде што нели сега имаме нова населба, ќе имаме на езерото Младост многу скоро, значи 43 патека. Да, ќе се градат покрај хотелите, ќе се гради 43 куќи ќе се градат таму. Значи нас ни е предвидено и таму да го осветлиме со ново осветлување. Едноставно тоа се средства кои што имаат голема заштита и голем повраток на средства во самата општина. Со тоа ќе можеме да градиме и нови линии за осветлување низ градот и населените места, меѓутоа ќе можеме да градиме и парите да ги пренамиме
во паркинг простори и во слични потреби од градот што се значени за инфраструктурата. Напоменавте паркинг простор, тоа е рак-рана за Велес, еден од проблемите кои што подитно треба да се реши и бројот на автомобили е преголем за грешките улици. Значи, многу скоро ние ќе отпочнеме со уште еден паркинг простор. Тоа е паркинг просторот од Малото Мовче према градскиот пазар. Меѓутоа, овие денови ќе ги ставиме на анкета многу брзо, значи во текот на наредниот месец на анкета и да видиме како граѓаните ќе се произнесат во сегментот на неколку локации каде што би сакале да направиме монтажни капни граши. И тоа ќе го презентираме пред нашите сограѓани многу брзо, меѓутоа ќе го презентираме многу брзо и дел од клучката што ќе ја градиме према езерото Младост. Значи ќе имаме нова сообраќајница, така да патниците, намерниците не мора веќе да влегуваат у Велес, него директно пред Сопотската рампа, Отовичката рампа се исклучуваат и одат на езерото Младост и обратно тука се вклучуваат и продолжуваат за Скопје према Белград и така натаму. Значи ќе не чека интензивна активност. Ние во моментов може да видите на езеро ја завршуваме канализацијата. Поставени се цевките, тоа значи дека правиме и еден интересен тротоар на покрај движењето на дел пред браната на езерото Младост, каде што ќе има поставено и неколку клупи, бидејќи има карактеристични вламатини во тој простор што се наоѓа покрај тротоарот. Значи тој проект го завршуваме и очекуваме одобрение на проектот за поврзување на населбата Отовица на водоводниот систем. Значи тие ни се зацртани проекти во наредниот период, вклучувајќи уште два проекти што се карактеристични, ние веќе го имаме. Првиот план, нацрт план за кружниот тек Кајавона, за кој што веќе почнавме да собираме одобрение од јавното комунално предпријатие Дервено, но сите телеком Евана каде што има поставено инфраструктура, доколку има поставено инфраструктура, за да знаеме во кој правец да се движиме при неговата изградба и ние негде очекуваме дека за месец и пол до два ќе го почнеме регулирањето на сообраќајот Кајавона, секако со подобивањето на одобрението од Министерството за транспорт и врски. Исто така ќе правиме надвозник на Башино село на автопатот, кој што ги е негде од прилика околу 15 метра должински. Значи, и тоа не е капитален објект, кој што ни е зацртан за оваа година да го направиме. Потоа ќе го изготвуваме и планот за дел од плацовите околу Топилница, значи од левата страна, продолжувајќи го, вклучувајќи и тука и шумското стопанство, популарно речено Бабуна, потоа Стоби фабриката, бидејќи да напоменам, и тука нема урбанистички план, значи ние правиме уште еден урбанистички план. Во сегментот на планирањето исто така правиме во моментов детален урбанистички, генерален урбанистички план, придружен со детален урбанистички план за популарно наречено спротива, значи на потфатот кај што треба да идната година отпочне проектот покриен градски пазар. Значи ги подготвуваме и тука плановите веќе ги имаме првите скици како би изгледал две-три варијанти градскиот пазар и тоа ќе оставиме преку телевизиите, преку интернет порталите на разгледување пред нашите сограѓани. Со тоа полека го закружуваме, бидејќи сега сме на 50% од ветената програма. Токму тоа ми беше прашањето. Според се тоа што имавме можност да го слушнеме, вашиот план за работа многу поголем од она што пред 2 години испаднавте и ја побаравте довербата од граѓаните. Значи многу повеќе проекти ќе се реализираат од она што беше ветено. Па добро, она основно беше за мене како тогашен кандидат за градоначалник и сега како градоначалник да заедно со Советот или општинската администрација го исполниме она што го ветивме пред граѓаните. Јас со задоволство го повторувам тоа неколку пати, значи изминатава 2014 може да се компарира со оноа што е ветено од страна на градоначалникот во неговата изборна програма, дека е со многу висок процент остварено, значи зборуваме за над 95-6% остварени проекти од програмата зацртани за 2014, ние веќе почнавме за 2015 да ги реализираме проектот, нели гледате сами дека го средивме тротоарот во централното градско подрачје, веќе ставаме и ступчиња, продолжуваме да работиме на градскиот стадион, ја средивме кампадата, значи 1000 столчиња се веќе при крај со нивното монтирање.
Тоа значи потрошивме околу 700.000 денари за средувањето на трибинскиот простор, следниот чекор е рушењето на оградата околу стадионот и одводување на подземните води. Кога ќе ги завршиме одводувањето на подземните води и кога ќе ги канализираме, да им даме правец на движење заедно со комуналното предпријатие Дервен, а ние продолжуваме и втората кампада да правиме, со тоа ќе имаме средени трибини во градскиот стадион. Значи ние континуирано рековме дека ќе имаме мал, меѓутоа ќе имаме среден стадион на наредниот период. И продолжуваме со тоа. Господине Чадиев, јас ви благодарам за вашето гостување. Имаме многу теми за разговор, меѓутоа времето нели ни е ограничено. Тука сме отворени за соработка, ве покануваме и во следната прилика да ни бидете гостини да разговараме за многу достигнувања кои што општина Велес ќе ги има, а пред се за отварање на работни места затоа што преку економијата најмногу се подобрува животот на самите граѓани. Да, секако, значи, јас би додал уште 2-3 реченици. Во тој сегмент, значи, основниот мото беше пред да станам градоначалник сега во моментов отворање на нови работни места. Улици ќе се направат. Меѓутоа, работни места многу тешко се отвараат. Ние кога ќе створиме услови за отварање на нови работни места, самото вработување носи повише приход во општината и носи средства за изработување на повеќе улици, патишта, канализационни системи. Во секој случај, пред да заминеме од тука студио, дозволете ми, бидејќи денеска е Великден, да им го честитам Великден на сите верници кои го слават во нашиот град, во Република Македонија, со желба за пред се за многу здравје, успех, радост, мир во нивните домови. Ви благодарам. Почитувани гледачи, јас ви благодарам што бевте со нас. Денеска имавме сончево време со умерена облачност. Максималните дневни температури се движеа во интервал од 18 до 24 степени. Во општините од Вардарскиот регион најтопло беше во Демир Капи и Кавадарци со 24 степени, а со 3 степени помалку во Велес. И утре не очекува топло време со максимална температура до 22 степени. Ова беше се за ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.